Тој е безпрекорно перо, современ писател и човек кој бескрајно го сака своето Скопје. Денеска правиме предпромоција на промоцијата на неговото последно ремек дело, романот Гоце Делчев, Љубов и смрт. Гостин во Македонија наутро, Зоран Спасов Дзов. Добро утро и добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, добре ја најдов, а ние ли мустраме малце со вакви епитети, мислам, родена мајка волку мене ма фалено. Мислам дека навистина вистински заслужуваш затоа што ете неколку години поред си на врвот кога станува збор за пишувањето, не само во Скопје, туку и во Македонија. Го гледаме твојот последен роман, Љубов и смрт, се смеливте да пишувате за Гоце. Напишавте дека судбината не прашува за желби. Раѓањето на Гоце беше немир, но и мир за неговата мајка. Тој, кога спиеше, се разбуди историјата на Македонија. Да, така е. Да се пишува за Гоце не е воопшто лесно. Прво е голем предизвик, второ е одговорност. Меѓутоа, она што Гоце како наш, нели, најголем син, како учител, како мит, како све, е, според моје мислење, многу запоставен од нашата, да кажеме, историја, литература, медиуми и така натаму. Ние се сеќаваме на лектирите Ванчо Николевски, се сеќаваме на Табакерата со Дарко Дамевски, Христо Полјански има напишано едно обемно дело, меѓутоа тој е академик, фактографски. Реално, ние не го познаваме Гоце. Јас се обидов, меѓутоа за да напишеш една ваква книга, не можеш да ја напишеш на 30-40 години, кога си млад. Едноставно треба да соджвакаш тоа едно историско доба, доволно да читаш, да истражуваш, тие транзиции да ги поминеш едноставно, за конечно, се осмелив. Буквално требаше храброст да се напишува. Веќе рековте, значи оваа книга не настана од потребата да се раскаже историјата, туку нешто сосема друго е во прашање. Да. Ова не е историска читанка, како прво и основно. Ова е книга за нас, не е за Гоце. Гоце е спореден лик, можам да кажам вака сега метафорични, затоа што главен лик е читателот. Читателот, всушност, не ја чита книгата, книгата го чита него, а реално многу има кажано во самите бели маргини околу текстот, помеѓу редовите и во тишината што превладува во книгата. Така да читателов може да ја доживее книгата како, сега малце поетски звучам, не сум баш ваков во природа, али може да ја доживее како едно огледало во кое се огледува самиот себе си. Ако не му се допаѓа, треба пак да се види, затоа што целта беше, нели, секој ова живење, секојдневно со сите овие работи што не се случуваат, едноставно да се вратиме кон себе си, се прочитаме себе си и може да се каже слободно и да се застрамиме од себе си. Тоа беше еден така лајт мотив. Исто така многу интересно е што се открива кој е најголемиот непријател на Македонија, нема да го откриеме. Има многу ликови што се запоставени од самата историја, многу ликови што требало да бидат херои, да бидат модели на оваа нација, едноставно се заборавени. Има 4-5 поети кои се
вклучени во самото действие на книгата. Има околу 50 ликови, има 52 приказни мали. Тие се уствари. Тоа е, кога ќе ја чита човек книгата, ќе добие едно чувство дека гледа серија на Netflix од 52 епизоди. Гоце Делчев го разбуди сонот на еден народ. Се одлучивте да зимото љубов и смрт. Што вие би одбрале, љубов или смрт? Нормално секој љубов би одбрал. Меѓутоа тешко се доаѓа, поготово во тоа време до таа љубов. Сега тука кога зборуваме за љубов, нели многу слоеви има. Тука е преовладува љубовта кон народот, кон несоздадената држава, кон жената, кон мајката, зашто Гоце реално, зашто љубов и смрт едноставно одговара затоа што се друго е лага. Само тие се вистинските работи што еден човек може да ги доживее. Го гледаме и видеото кој што го изработивте специјално за оваа промоција. Како и секојаш интересно и поинакво да станатите. Да, се обидувам промоциите да бидат различни, да бидат настани, да не биде промоција седат 10-15 души и се чита саат време од книгата. Така беше и во минатото и со романот Јас сум Сирма, така беше и со Цепај сине, со Џабе живееш у Скопје со сите мои дела. Но иначе овој пат се одлучивме за малку по-друг пристап. Со Јас сум Сирма беше прва книга што има свој сајт. Меѓутоа сега на инсистирање на издавачот и на публиката ќе направи вебсајт со сите мои книги spasov.mk, каде што доминантно место има книгата за Гоце. Интересно што е дека на тој сајт, на крајот од ова видео ќе се види QR кодот, се работи што не влегува во книгата. Има работи што не им беше место во книгата, има работи што уредничката рече, дај немој сега, ова не е за книга. Има емотивни работи, има едно интервју што никогаш не требаше да биде направено, баш е таму на сајтот. И што е најинтересно, има 7 рецензии. Оваа книга, мислам дека ќе заврши можеби со 15, со 20 рецензии. Сите рецензии се од различен тип на луѓе. Значи имаме од академик, имаме од историчар, имаме од есеист, од критичар, поетеса. Значи, и тие рецензии се стварно не ми се верува. Ја се чувствувам дека сум на скриена камера кога ги читам тие, дека некој ме зеза, знаеш. Меѓутоа тоа е тоа. Овој пат пишував со друг стил. Познат сум јас дека моето пишување се должи на, мислам, резултира со една љубов, една интеракција со чувствата на луѓето. Во минатото, до пред 2 години бев познат по тоа што пишував многу хумористични текстови, што од една страна е најтежок жанр за пишување. Меѓутоа, ете сега се опробав, едноставно секоја моја книга е со различен стил, тоа ми е некако голем предизвик. Ова е скроз различно, што би рекла и жена ми и пријателите што има можност први да ја прочитаат, дека ова не сум јас всушност. Ама реално стојам позади секој збор. До последно е присутна Палома. Која е Палома? Книгата има повеќе жанрови. Еден од тие е тој еден магичен реализам, кој што всушност објекти несвојствени влегуваат во текстот, а не предизвикуваат чудење. Еден од тие е и Палома. Палома во најчест случај, во најголем број случаи на книгата е гулабица, меѓутоа во одредени моменти е ветар, во одредени моменти е девојка, облак е во една приказна со Ацо Караманов и Палома е второто јас на Гоце Делчев и на Македонија воопшто. Книгата има 2 дела. За оние кои што имаа можност да ја прочитаат, мене ми е драго што имав можност да ја прочитам благодарение на вас. Се дели на живот, смрт и Македонија потоа, како да речеме трет дел, односно сите сакаат да земат дел од Македонија, меѓутоа Македонија останува таму каде што е. Да, има 4 дела. Всушност, првиот е нека да бидеме оној официјалниот за Гоце од
нема да откриваме сега како тече. Потоа имаме најдолгиот пат, земниот пат, втората глава и третата е патот на историчарот. Во оваа книга е поместен еден лик, што е мој пријател, жив, многу драг пријател, е еден од главните ликови. И тоа е стварно еден шокантен приказ на историјата што ќе се прочита внатре. И тука се случуваат, сите викаат ова е надреална фикција, и тоа малку да појасниме што значи тоа фикција и надреална фикција у една минута. Има неколку видови фикција, има реалноста е една, фактите се едно, меѓутоа за да се направи едно литературно дело, не можеш само на сувопарни податоци што се многу штури за Гоце, така да постои фикција, например, каде што Михајло Апостолски и Дража Михајловиќ, сите знаеме дека се случила средбата во Целје, но не знаеме што зборувале. Кога ќе направиме таа приказна, веќе знаеме. Исто така Гоце со Шапкарев, например, во исто време се во Софија. Ние не знаеме дали се сретнале, меѓутоа и тука е направена една фикција, меѓутоа се со цел да се заокружи таа една многу мека, убава приказна со несреќен крај за Гоце. Оваа книга пренесува една болка за неостварена љубов. Дали остварена или неостварена, тоа е напишано така да читателот сам ќе процени. Да. Знаеме дека остана прстенот. Да, остана прстенот, да. Има љубови Гоце во својот живот и покрај тоа што многу кратко живее, и тоа е најголемата што се случила, е опишана тука. Романот е дел од трилогијата Тито, Сирма и Гоце. И овие книги сите кои што ги прочитаа знаат во каков стил ги пишувавте, какви промоции направивте за истите. Дефинитивно оние кои што ќе го прочитат романот не можат да останат рамнодушни, бидејќи сенката на Гоце чекори низ вековите. И ќе завршам дека официјалната промоција е на 23 април на сајмот на книга во Скопје. Дали до тогаш начитаниот автор изминатите години во Македонија веќе подготвува нешто ново за македонската публика? Да, логичен беше оваа трилогија Тито, Сирма и Гоце. Си имам јас своји причини. Сите три се на различен начин пишувани. Тоа да појаснам. Промоцијата е во четврток, сега на отварањето на сајмот на книгата. Всушност ќе се отвори сајмот на книгата со овој роман. Журката е од 18 часот. Многу интересен настан ќе биде, не секојдневен, впрочем како и сите други. Битно е да се каже дека на промоциите ќе има и диџеј, и пиво, и овој, ќе биде супер. Не својствена малце за Гоце промоцијата, иначе требаше во ману да се прави. Меѓутоа сакавме да го популаризираме делото заедно со издавачот Арсламина. Така сите се поканети во четврток, а и после четврток. Четврток е одбран како 23 април, тоа е светски ден на книгата, ден кога во исти ден случајно починале и Вилијам Шекспир и Мигел де Сервантес, авторот на мојата омилена книга од детството Дон Кихот. Некои животи се навистина премногу кратки, таков е животот на Гоце Делчев. После фантастичната Торонто Експерсет, ајде вака ќе го заокружиме разговорот. Дали подготвувате нова представа, може? Да, се крчка и представа и книга, не сме ја почитал, меѓутоа представата е до некаде напишана. Главниот рецензент, што ми е добар пријател актер, рече подобре од преспав, ама малце послабе од маратонците, го трчаат по честиот круг, вика мора се потрудиш уште малце. Па здравје, ќе видиме кога ќе биде готова. А книга имам една така во мислите, ама треба време затоа што е таа историска фикција. Ни треба и повеќе време за разговор со вас. Ви благодариме многу што денес пред официјалната промоција бевте гостин во Македонија наутро. И се разбира уште еднаш до сите кои што се двоумат да ја прочитаат книгата, затоа што ќе откријат многу нешта за Гоце кои што можеби претходно не им биле познати. Благодарам и вам. Благодарам уште еднаш.